Во време кога банјскиот туризам во Македонија на Балканот и пошироко бележи прометен и финансиски бум, во Кочани геотермалните води и понатаму се искористуваат само за загревање во зимскиот период на институции, компании и оранжерии. Дури и во општина Тишинова Блешево, која го наследи руинираниот објект на некогашната бања во селото Бање, не успева да пронајде начин и инвеститори да ја продолжи традицијата на банското лекување и банскиот туризам. И додека поединци се обидуваат да ги срушат бариерите, водата од бунарските системи кај подлог зиме истекува делумно искористена, а лете е блокирана. Пред околу 2 децении активисти во местната заедница во селото Бање правеа напори да ја заживеат старата бања, меѓутоа поради правни пречки се откажаа, пошто објектот за кусо време беше уништен. При тоа за цело време остана спорно кој е сопственик на овој бањолошки капацитет и зошто нејзината судбина и сега е неизвестна. Самата бања принадлежи на Министерството за здравство, а ние во еден наврат се ја дадовме на лицитација, значи вклучително со Министерството за здравство. Немаше заинтересирани купувачи, ама се надеваме дека повторно ќе го актуализираме ова прашање и ќе се најде правиот соодветен што ќе активира оваа бања. Во време кога во светски рамки вистински тренд е развојот на банскиот туризам и кога вртоглаво растат инвестициите во такви спа центри, за обичниот граѓанин останува неразјаснато колку би се тие имотно-правни и други пречки кои не можат да се премостат за да локалното население добие бања, но и реди за други туристички и стопански бенефити. Може само да се претпоставува каков интерес ќе предизвика бањата кај родниците, односно рударите од Македонска Каменица, Пробишти и Крива Паланка, потоа кај спортистите, кај пензионерите и сите други. Вреди да се истакне дека во последно време бањите во Македонија како Дебарска, Негорска и бањата Банско бележат прометен и финансиски бум, што само по себе е потврда дека банскиот туризам во наши услови има перспективи.